Ајде, здраво живо на сите. Психоманија ја почнав денеска вака угладен и уреден, бидејќи заладува повеќето психомании ќе бидат во студио, во ова мое импровизирано студио. Така да решив овој стајлинг да ми биде за емисии во студио. Додека надвор ќе си бидам повторно во легитимиран со Елече Прес. Оваа емисија, како што ја најавив од Савајле, ќе пробам да ви дадам, да ви кажам, да ви пренесам знаење, поточно да пренесам 10 психолошки влијанија, 10 психолошки стратегии за манипулирање со широките народни маси. Поточно, со самите овие 10 кратки се како дефиниции, ќе ги образложувам за да можам да ви доловам дека буквално она што ни се случува во Македонија, она што ни се случува секојдневно, е школски пример за како се манипулира со широките народни маси. Особено во последниот период од некои 2-3 месеци од прилика. Откога почна она хајката дека неаме струја, неаме газ, неаме горива, не работат централите, работат некои централи, ќе имаме грејење, нема да имаме грејење. Така да очекувам дека ќе се вклучувате и вие во разговоров со ваши коментари, со сојавување на телефонскиот број 071-258-487 и да може да контактираме и комуницираме. Значи, вака е, да почнеме, аз ги изведив и на хартија. Како што ги набројав, значи, прво би почнале со пренасочување на вниманието. Тоа е поздрав до Гојко. Пренасочување на вниманието на јавноста од важни прашања кон неважни, преокупирање на јавноста со наплив на ирелевантни, небитни, значи небитни информации, за луѓето да не размислуваат и да не стекнуваат основни знаења за функционирањето или во нашиот случај за извини Ѓоко, пошто почнав и на брзинка онака прочитав. За основните информации кои што пробуваат да се сокријат од јавноста. Значи, прво, Дејан Стојковски, живеја Македонија, точно така, брат, Македонија ќе живее се додека има луѓе како тебе, како мене, како еден куп луѓе кои што се одважни да не слушаат
некој да им кажува што да кажат, што да мислат, како да мислат, зашто да мислат и така натака. Сега понатака има во една од точките и тоа. Значи, небитни информации се во стилот на расправијата, кавгата помеѓу, ајде да кажеме, почна со Стефче и со Мицко. Горан Јакимов, добро вечер и до тебе. Потоа продолжи за да се набупцка, онака, да биде многу јака, да се тргне вниманието од општите проблеми, да се зацкриет за јавноста. Почна една кавга помеѓу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и Христијан Мицковски. Со Стефче не привлече многу внимание, но со Данела најверојатно се вклучи многу повеќе луѓе за да се направи кај ми е американското знаме. Игор, брат, ја и американско знаме, лайк. Американското знаме ми е од телевизија Сонце, брат. Пошто газдата ми е американец, поточно македонец во Америка, и така да таму ми е американското знаме, овдека е Македонија и македонско знаме. Значи, да продолжам понатака, други небитни информации кои што се пласира за одвлекување на вниманието беа принудените оставки од директорите во Скопје, се сврте на Скопје, како да во Македонија како само Скопје да е. Нема други проблеми и скопските проблеми станаа проблеми за цела Македонија. Следно, значи тука веќе ги поврзуваме дека властите, што би рекол Мечка, денеска нема опозиција, пошто едните се локална, едните се централна власт, властите си прават шема за да го одвлечат вниманието на народот, да не ги гледа бугарските, да кажам, подметачини, бугарските навреди, да не ги гледа да не го гледа незнаењето на власта, на владата, како да обезбеди средства за живот на граѓаните, и измислуваат и прават небитни и релевантни информации. Потоа, значи, одиме на точка 2. Во најавата ја пишав како проблеми. Точката 2 е создавање и креирање на проблеми. Значи, се поврзува едната со другата, значи буквално си оди постепено, школски. Овој метод се нарекува и проблем, реакција, решение. Треба да се создаде проблем за дел од јавноста да реагира на тоа, например да се предизвика насилство кое ќе се пренесува со намера за полесно јавноста да прифати ограничување на слободата, економската криза или да се оправда колапсот на социјалната држава. Значи, оваа втора точка, создавање на кризи, создавање на проблеми, на реакции, на така натака. Еве последен пример за создавање на таква една криза, каде што народот би требало да реагира, е тепачка помеѓу средношколциве, што требало да се одржи во аеродром, па не во аеродром, кај универзална сала, ама и таму не успеала да. Така беше, оваа точка се применуваше и за корона кризата,
Значи, почетокот на корона кризата, ќе морам да си ставам сопче од бозот, затоа што во студиово немам клима, инвертер или било што за да си го разлажнувам воздухот. Значи, истото ова се применуваше и за ковид кризата, кога пред да почне она да не затвараат по дома со полициски часови, со вака, со така. Истовремено, дел од јавноста и потпадна под влијание на оваа криза. Трета точка е постапност на проблемите. За да може јавноста да се согласи за неприфатлива мерка, таа треба да се воведува постепено, со лажичка, со месеци и години. Оваа мерка во Македонија се применува, богами, со повеќе години. Едно време беше пауза, негдека до 2017 имаше пауза, и од 2017 повторно почна, ама со малце поголема лажица на за супа. Промените што може да предизвикаат отпор, тогуку се применат нагло и за кратко време и за краток временски период ќе бидат спроведени со политика на мали чекори. Свеста перцепцијата, со тоа се менува и текот на времето, без да бидат свесни за промените. Оно што го правеше Мицковски уствари, на последниве протести, кои што беа масовни, или он, како што вика вчера во емисијата на МТВ, најбројни протести во историјата на Македонија. Изгледа душа напатена, нема видено како изгледа бројност на протести. Но нема везе. Битно, тие мали чекорчиња се покажа точно тогаш. Затоа што 12 дена се парадираше од влада до собрание, па се идеше по една, прво рутата беше влада МНР собрание, па кај Мавровка припука еден со пиштол, тоа демек беше атентат за Мицковски, уствари не беше атентат за Мицковски, па дрн, па се смени рутата, да иде преку Министерство за правда, за после тоа која видео реакција на народот и дека се намалува бројката да ја вратат повторно назад преку Мавровка, преку Министерство за надворешни работи. За да не се примети, значи она свеста перцепцијата, со тоа се менува со текот на времето, без да биде свесен за промените. Значи, во тие 12 дена, без да биде народот свесен за промените, очекуваше дека нема да помине францускиот предлог и што се случи? Искочија од собрание, Божем ја напуштаат седницата за да не гласаат, уствари искочија од собрание за да биде изгласан францускиот предлог без ни еден глас против. И официјално правно на хартија пишува дека францускиот предлог е изгласан без ниту еден глас против. Значи, тоа е третата точка за манипулирање со народот. И ви кажем, на кој начин изгледа тоа и дека стварно народот потпаднал под манипулациите. Следно, значи, четврта точка, одма после оваа манипулација со протестиве и со излагањето од собрание, да не се гласа, е одложување. Вика, друг начин да ја подготвите јавноста за
непопуларни промени е да ги објавите многу порано од напред. На тој начин луѓето ќе ја чувствуваат целата тежина на промените одеднаш, бидејќи се навикнуваат на самата идеја за промени. Покрај тоа, заедничката надеж за подобра иднина го леснува нивното прифаќање. Уште еднаш да ви повторам овој цитат за одложување. Вика, друг начин да ја подготвите јавноста за непопуларни промени е да ги објавите многу порано, однапред. На тој начин луѓето не ја чувствуваат целата тежина на промените одеднаш, бидејќи се навикнати на самата идеја за промени. Покрај тоа, заедничката надеж за подобра иднина го леснува нивното прифаќање. Одолговлекувањето е гласањето за промена на устав. Значи, се бара промена на устав и во уставот да бидат вметнати бугарите како нација, народ, било што, како срби, како албанци, како роми, како бошњаци и така натака. И за да се одвлече вниманието, значи за да се изманипулира со луѓето, се најавува однапред дека тоа нема да пројде никако. Нема да пројде. Еве ги 44 претеници отидоа на нотар и подпишаа изјави со име и презиме, со пенкало напишани, без матичен број, без ништо. Отидоа и вика, ние нема да прифатиме никако ни по точка разно. Нема влез на бугарите у устав. Нема промена на устав. Нема ништо. Значи, класично, четвртата точка се одвива до запирка. Се кажува однапред и на тој начин луѓето не ја чувствува целата тежина на проблемот. Се не навикнуваат на тоа, нема они да прифатат. Мицковски каже, гарантира за он за пратениците, искача вика, ако еден пратеник само гласа за, он ќе поднел оставка и не знам што, па што ако поднес оставка од која ќе пројде оваквото, промената на устав? Никаква, значи, народот нема ништо да осети од тоа што он ќе да е овакво. Ќе осети само тежина, горчина, ќе осети понижување, навреда. И едноставно и ова ќе го прифати исто како она со промената на името. Ќе си викаме, ние никогаш Северна само Македонија, ова она, вика код на Македонија ќе биде МКД, на табличките на кола пише НМК. Не пише МКД, пише НМК. Не знам зашто, валја на мајка им и така натака. И четвртата точка ја продавме. Петата точка е употреба на детски јазик. Тоа значи кога им се обраќаме на возрастни како да разговараме со деца. Како ја вас што ви се обраќам сега. Уште ја почнам да ви ти муди, како се камањење. Значи, постигнување два корисни ефекти вика. Во петата точка. Прво, јавноста ја потиснува нивната критичка свест. Со тоа, кога му се обраќаш на народот како на дете. Или на поединецот, на возрастен човек, кога му се обраќаш како на дете. Прво ти одбива на глупост, второ е со прашалници онака над глава, зашто овој вака ми премуават, и
се намалува она критиката за да ти возврати. Тоа што го пренесува говорникот, вика, а пораката има посилен ефект врз луѓето, овој сугестивен механизам исто така е широко користен и во рекламирањето. Значи, рекламиве што се на телевизија се буквално на ист начин правени како што се манипулира со широките народни маси. Едноставно, се кажува наубаво, нагалено, знаете луѓе, ние вака сакаме, можеме, ние сме за вас, ние мислиме на вас, еве, се трудиме да ви најдеме грејење се во Скопје, автобусите, еве, утре ќе штрекуваат затоа што владата не платила пари. Гледате како владата не платила пари. И сега они ќе искочат на протест. Ние нема да се возиме со автобуси. Не дека поише од пола град се вози со кола, пошто сите чалам нешто дигаат, секој по еден у кола е, само ученици фактички идат со автобус. Арно, ама, вака кој ќе го кажеш, па знаете, владата не ни префрли пари, еве сега они кои ќе ни префрлат 2 милиона евра за ЈСП, ние тогаш ќе можеме да им платиме плата на работниците. А плата на работниците им касни 3 дена. 3 дена. Затоа што според закон и според пракса, платата се исплаќа до 15 во месецот. После 15 е веќе каснење и УЈП си наплатува камата за тоа. Таков е законот. И одеднаш као вие стана нешто многу, ете им каснала платата 3 дена е. Па имаш фирми кај што им касни платата по 2 месеца. Пример, овие денеска што беа најбучни колегиве на пресконференцијата на секретарот на градот, на нив плата им каснеше по 3 месеца. Не 3 дена, 3 месеца им каснеше. И они најбучни беа, сега зашто овие им касна 3 дена со плата и овие ќе штрajкуваат. Утре немало да има автобуси после 12. Не сакам да кажам што би правил јас кој би бил директор или на ЈСП или градоначалник на град Скопје. Или министер за внатрешно. На таков протест. Кој сака нека биде. Значи, еве, да продолжам понатака. Исто така, будење, како шеста точка, е будење на емоции. Буквално на емоции. А будењето на емоции, вика, злоупотребата на емоциите е класична техника која се користи за да се предизвика краток спој при донесување разумни проценки. Значи, луѓето да не може да донесат разумна проценка на оваквото, се удира директно во емоциите. Критичката свест се заменува со емоционални импулси, гнев, страв и слично. Значи, она што се предизвикува со бугарскиот договор, со кавгата, последно, пример, према докторкава Софијанова. Значи, едно прашање постави вчера и овие неколку, значи, и други се препознаа дека нив сум ги нарекол ботови. Не сум ги нарекол нив ботови. Затоа што
буквално при немање на информации, а набиена свест, набиена политика на тоа дека све некој нешто краде, и искача Фуркан и вика, јас те фатих тебе, ти крадеш 5000 евра, вика, заплати, си пишала, како рече, прекувремени сати, а не си била на работа. 5000 евра пишала, ама не била на работа. И се наапа еден куп луѓе, значи само со таква информација. Дали е вистина? Дали не е вистина? Дали стварно била во Словенија, а тој се броело како прековремени сати? Да бе, била во Словенија, ама преку интернет врска, му помагала на докторот што бил на работа тамо. Значи му објаснувала, му кажувала што да прави со детето. Ова е предпоставка моја. Јас од кога ја познавам незе, навака, немам слушнато еден збор лош за неа. Значи, еден лош збор немам слушнато. Значи, нити од родители на деца кои што ги лечела, нити од родители кои што ги изгубиле своите деца, кои што не успеале да се изборат за живот при лечењето. Значи, никој нема кажано лош збор за таа докторка. И одеднашка вие липнавте, сите она била криминалец, бе. Таа е истата докторка која што, значи, јавно, луѓе сведочат, јавно има по телевизија кај што кажува, дека одбивала награди. Одбивала она, фала докторке ми го олечи детето, еве ти бомбонjera. Значи не прифаќала бомбонjera. И она била криминалец. Зашто ве се излетувате? Зашто дозволувате еве вака се да ви играат, да ви играат на емоции? Зашто мислите дека јас нешто лупам глупости овдека и пробувам да ви кажам нешто што другите ви кажуваат обратно за да ве збунат? Користењето на емоционалниот регистар овозможува пристап до тоа што го кажав до сега. Века, користењето на емоционалниот регистар овозможува пристап до несвесното. Па затоа подоцна е можно да се спроведат идеи, желби, грижи, стравови или принуда и да се предизвикаат одредени однесувања. Значи, буквално ве тренираат, ве третираат. Ви играат со живците, ви играат со емоциите. Сите се лопови, сите нешто крадат, овие нешто се сокриени, ама и они крадат. Ете, Инфомакс се продал, Психо се продал, сменил страна. Зашто? Затоа што ви кажува дека ве манипулираат. Затоа што Инфомакс изнесува документи, изнесува факти, дека некој друг пробува да манипулира. И ве играат на емоции. Како беше? Избркале 100 луѓе од водовод. Да. Избркале 100 луѓе од водовод. Но од тие 100 луѓе од водовод, за потребите на водовод, колку што имаат потреби до сега, јас колку што знам, се вратени 40. За 15 дена, колку е директор овој сега? Зашто? Нели, јас сум бил јавна личност. Има и други јавни личности што уствари не се јавни личности.
а биле вработени во водовод. И биле отпуштени во овие 100, арно ама се сеа вратени се пак назад. Поточно, вратен е пак назад. Нема да го кажем кој е, пошто ми е другар, пријател. Значи, шестата точка најочигледно влијае во моментов на секој еден од вас поединечно. Значи, злоупотреба на емоциите. Седмата точка е незнаење, неукост, неписменост. Не е неписменост да не знаете да читате. Не е неукост да сте без школа. Значи, и неписменоста, и неукоста се незнаење. Едноставно немате информации доволно. И обично неукост, неписменост, незнаење се јавува кај луѓе кои што се од понискиот слој, оние луѓе кои што немаат доволно средства, немаат финансии за да може да си дозволат да размислуваат на други работи. Едноставно, тие се преокупирани со тоа како да го преживеат денот, како да стасат до утре, како да плати сметки и така натаму. Вика, на посиромашните слоеви треба да им се оневозможни пристап до механизмите за разбирање на манипулациите и нивна согласност, квалитетот на образованието на пониските социјални слоеви треба да биде што е можно понизок или под просекот. Така што јазот помеѓу образованието на горните и долните слоеви да биде непремослива. Значи, во моментов, сега, она што се прави и со школите, и со учениците, и со факултетите, е да се направи овој јаз. Да се осиромашат луѓето, колку што е можно повеќе, да престанат, значи, детево сака да учи, оди да учи и одеднашка губи волја едноставно. Зашто губи волја? Затоа што оди у школа или на факултет, другарчето му купува четврт бурек, а он нема пари да си купи геврек. Тука се јавува тој дисбаланс, каде што детето едноставно престанува да сака да оди во школото, за да, пошто се осеќа помалце вредно од другите. Му е срам зашто он нема пари да си купи геврек. А овој другиот јаде тост. Или јаде бурек. И тука се ствара тој јаз на незнаење. Истовремено, децаве јако одат во школа. 90% од децава ги запишуваме на гимназија. А што е гимназијата? Више основно. Сите бегаат од занат. Занечиските школи се полупразни. Зашто? Затоа што родителите не сакаат нивните деца да бидат работници. Вака со гимназија, па факултет, ќе стане некој висок човек, голем човек. А со занат шо? Ќе стане работник. Ама како работник со занат ќе има секогаш паричка и живот. Ќе има да си купи лепче, да си има кров над главата, да не мисли дали ќе прими плата или нема да прими плата. Ако остане без работа, ќе си сработи нешто со занатот. Ама вака образованието, гимназијата е многу битна работа. Точка 8 е величење на глупост.
Јас во написот, во најавата го пишав само глупост, но насловот на осмата точка е величење на глупост. Јавноста треба да се поттикне да прифати просечност. Значи, треба да ве поттикнуваат сите да бидете просечни, обични луѓе. Она зашто мене ми се лјутите кои викам дека јас не сум ништо помалку вреден од вас, нити сте па вие нешто помалку вредни од мене. Значи, луѓето не се просечни, луѓето се исти. Сите сме доволно паметни, сите сме доволно разумни. Некој сака повеќе да мисли, друг сака едноставно друг да мисли за него. Но и тој се исто луѓе. Тој ако не сака да мисли, тој е негов проблем. Не мора да мисли. Ама не мора ни па мене да ми кажува што јас сакам да мислам, дека јас треба да мислам како тој некој на него што му кажал што да мисли. Не, јас сакам јас сам да си мислам. Значи, јавноста треба да се потикне да прифати просечност. Потребно е да се убедат луѓето дека во мода дека е во мода просечноста. Да е пожелно да биде да иде по помал отпор, по линија на помал отпор, дека е пожелно да биде глупав. Тоа е модерно, знаеш, кажеш, што и се замарам сега со тоа. Има кој да се замара. Исто така, дека е модерно, ви покажувам во овие 7-18-20 емисии, каде што сум безобразен, вулгарен, нападен. Да, тоа е дел од ова. Затоа што вика, потребно е да се убедат луѓето дека се во мода, дека е пожелно да бидат глупави, вулгарни и неуки. Као стил нема што јас да учам, кој го и така натака. Во исто време треба да се предизвика отпор кон културата и науката. Она што го прават отпорот кон културата и науката е тоа дека она што е културно, што е добро, да не чини. Она што е наука како историјата, што е запишано, што се учело, што е, не важи тоа. Не, вие врска немате, овие поише знаат. Тоа највише им пали кај бугариве, затоа што они викаат прво настанале бугари, па амеби, па диносауруси, па све останато. И сите се бугари. Секој еден што го кажуваат у светов, потекне од Бугарија. И Никола Тесла, и Исус, и да не ги редам сета. Предпоследна точка, 9-та точка, е креирање на чувство на вина. Значи да се креира дека луѓето, човекот е виновен. Секоја индивидуа треба да биде убедена дека само тој и единствено тој е одговорен за својата несреќа. Покрај недоволното знаење, ограничените способности или недоволен труд. Таквата несигурност
таквата несигурност и подценетата индивидуа отворена со чувство на вина ќе се откаже од потрагата по вистинските причини за неговата положба и бунтот против економскиот систем. Кога ќе се убедите сите дека сами сте си криви, како што се пишува, пак гласајте си ги СДС, или кога се пише сами сме си криви што е вака, демек ние сме ги избрали и така натака. Тоа е деветата точка. Креирање на вина. Не бе, ако сме сгрешиле при избор, на следните избори ќе се избориме да исправиме грешката. Не сме виновни. Секој човек има право да сгреши, ама човек. И 10-та точка е злоупотреба на знаењето. Брзиот развој на науката во последните 50 години создава растечки јаз помеѓу знаењето на народот и оние кои го поседуваат и користат. Владеачките елити. Сега, ова ми е извадено од книга која што е печатена негдека 80-тите години, од минатиот век. Така да, значи, последниве 80 години треба да пише, затоа што во тие 50 години тогаш, затоа и било владеачките елити. И било користење на модерната технологија. Ние денеска сите користиме модерна технологија. Но, како злоупотреба, како психолошки момент за манипулирање, се уште важи. Значи, брзиот развој на науката во последниве 50 години создава растечки јаз помеѓу знаењето на народот и оние кои го поседуваат и користат владеачките елити. Системот, под наводници, со заслуга на биологијата, невробиологијата и практичната психологија, има пристап до напредно знаење за човекот, на физички и на психички план. Значи, во тоа време, кога се уште немаше интернет, јаздот помеѓу знаењето е исто како сега, например, она што јас го дознавам како новинар, пошто имам поголем пристап до информации од вас, и кога ви ги кажувам работите однапред, вие буквално како да ме осудувате, као што лупа овој. Сега, кога би го злоупотребувал тоа, јас би бил дел од системот, дел од службите, дел од партиите, и би ве манипулирал, би ве подготувал со претходниве точки, за да се оствари последнава точка. Не би ви ги кажувал работите однапред, како што ги кажував, и како што се уште ги кажувам, туку би ве подготвувал со величење на глупоста, со креирање на вина, дека сте вие виновни, дека и така натака. Затоа што сите мои теории на заговор, што ми ги натакнуваа на која ги кажував, ајбе, психо, ти и твоите теории на заговор, после извесен период, месец, 2, 3 година, се покажуваа дека не се теории на заговор, туку дека е практичен заговор. И се уште пробувам да ви кажам, ви кажав јас, послушајте ме еднашка ова што го зборам, за да не може повторно и повторно и повторно да се случува истото. Сега, тоа другото се остане на вас. Мое е да ви кажам, затоа што јас сум ја одбрал да го работам ова што го работам,
А ваше е дали ќе ме послушате и дали ќе го приемчите ова што ви го зборам. Дали ќе го прифатите ова што ви го зборам. Немам намера да ве убедувам, луѓе, вие мора да го прифатите ова. Нема зашто да го прифатите. Мое е да ви кажам, а ваше е дали ќе дозволите да ве манипулираат или не. Така да, Милан, Мундусев, вајда Мундушев, така ќе му дојде, но е бугарин, Буда е бугарин и тој. Ахил е бугарин, па имал голема пета Ахил. Наполеон е бугарин, Наполеон не е бугарин, Наполеон, извини, молим те, Милане, грешиш, Наполеон е французин, затоа имаме француски договор, бугарин, французин, значи, и така натака и така натака, точно така. Сега ве покануваме да се вклучите и вие малце да подискутираме и околу стратегиите за манипулирање и околу случувањата кои што се случуваат во последниот период од која немаме емисија до сега во држава и во градов. Поточно во градов, пошто во држава као ништо не се случува. Почнав, додека ви читав овие, ви кажувам, например, со ЈСП, дека им каснала платата, па они утре ќе штрекуваат и од 12 сат немало да има превоз, затоа што владата не префрлила пари. А владата па дава сообштение дека општините требале да си го плаќаат тој дел, затоа што општините требале да раководат со буџетите нив. И као демек си играат они пинг-понг. Не сум ја кабетлија, тој другиот е кабетлија. Тој не е кабетлија, ово е кабетлија и така. Арно ама, утре ден, може стварно у 12 сат да нема автобуси. Додуше се истрча овие луки и компанија од Советов на град Скопје, од советниците на ВМРО, кои што викаат дека ветување на Данела Арсовска било бесплатен градски превоз. Не е само на Данела Арсовска тоа ветување. Тоа ветување е на целата партија ВМРО ДПМН и коалицијата. Значи и ваше, како советници, вие добивте исто, за да го направите градскиот превоз бесплатен. Ајде да ве видам, направите го градскиот превоз бесплатен. Изгласајте. Ви барате вонредна седница да се свика за да изгласате да се дадат пари на ЈСП. На таа седница директно, не да се дадат пари на ЈСП. Директно да биде градскиот превоз слободен, бесплатен. Градот Скопје не го ви покрива трошоците. Чисто онака да се види колку сте дволични. Значи, како год да се прави, ако земеме во обзир дека и горивото е многу поскапено, владата не префрла пари, општините каснат со префрлање пари, па нормално е, барем јас мислам дека е нормално предпријатието да нема пари, да даде плата. Од друга страна, работниците кои што толку многу се трудат да работат во ЈСП, кои што многу се труделе претходно и бареле милиарда врски и во партиите, во СДС додека беше Шилегов, и претходно во ВМРО додека беше Коце, и сега во овие година дена, само да влезе во ЈСП, демек државна работа, пријатели, стиснете малце и вие
Значи, 3 дена ви касни платата. Ако ги знаете сите овие работи, а ги знаете, мислам дека и вие треба да бидете малце солидарни со предпријатието во кое сакате да работите по секоја цена, да бидете солидарни, да почекате да му легнат пари на сметка за да ви даде плата. Или тоа вас не ве интересира? Вас ве интересира само да кркате платица сигурна до 15 и најкасно и така. Во време на Шилегов, пред да се смени власта, имаше исто дел од овие манипулации, каде што наеднаш почна да се форсира дека 30 или 40 возачи на ЈСП го напуштиле ЈСП и отишле у Малта да работат. Арно, ама напуштиле 30-40 или у превод тоа се 20% од 200 и кусор 300 шофери колку се тамо, 40 напуштили. Таа 40 као бројка е многу. Ама за предпријатие како ЈСП, што е 40 и не е така многу бројка. Да, напуштиле, отишле у Малта, мислеле дека ќе им тече мед и млеко. Од тие 40, верували или не, барем јас, ги знам 6 души што се вратија и што исто така молеа да се вратат у ЈСП. 20 или 30 се вратија. Сега, следна работа, зашто не протестираат, например, овие други што им каснат? Пример, колегиве мои што беа бучни на пресконференцијата денеска, на нив им каснеа 3 месеца со плата. Што не искочи они пред влада да протестираат. А и тоа, уствари не, тоа е приватна фирма, да. Приватните фирми може да каснат и по 3 месеца и по 4 месеца и работниците не смее да се бунат, ама во ЈСП 3 дена им се касни со плата и готово. Крај. Мислам, одма мора да се протестира. По железници им касне, ми се чини месец дена плата, место во октомври да земат за септември плата, они зима за август, па кога им се закасни, втор месец, тогаш луѓето почнаа да протестираат. Не за тоа што они многу имаат, па ете, или се плашат. Не, дадоа можност на предпријатието да собере пари за да им даде плата. Сега, кој ќе се види дека предпријатието троши пари за глупи работи, за вонстандардни работи, тогаш да, тогаш вреди да се протестира, значи има пари за тоа, нема пари за плата. Не е така. Мора да има пари за плата, па после за луксузот. Арно, ама во ЈСП нема луксуз. Нема. Дури и оние мановите автобуси што се купени, дури и за нив се кешира редовно. Се најдоа исто некој кажуваа дека, не знам, градот должел и на приватните превозници. Да бе должел. Ама го сервисира долгот, затоа што во договорот пише 120 дена дека може да закасни со плата, со префрлање на средствата. И тоа кои средства? Овие што треба да дојдат од влада и од општините, за учениците. За тие што се возат со слободни. Значи, прва и основна работа, сите луѓе, ја барем мислам дека треба да се стане човек, не дволична лапача, него човек. И да се гледаат работите црни и бели.
А ако се гледаат во колор, од таа работа нема ништо. Затоа што секогаш погрешно си ме разбрал, друга е бојата. Ја ти кажев за тега да ти си рекол дека е црна. Сашо Мишковски, века ние денес за јули зедовме плата. Во печатница Напредок. Печатница Напредок, мислам дека е пола приватна, пола државна, не сум сигурен. Порано беше државна, сега не знам каква е. Значи за јули земале плата. А на ЈСП им касни 3 дена. 18 сме денес. Не, приватна печатница била Напредок. Ама, сигурно и не сте имале работа за да, па за тоа и ви каснале со плата. Или сте печателе, како ние во Инфомак што снимавме реклами, па некој се најде паметен да не ни плати. И така е, се пробам да конверзирам се. Глупо е само јас да зборам, искаче ко да зборам у празно. Иначе малце се оправив технички, најдов стар компјутер еден дома. Овој од пред Дедо Ное. И за да можам полесно да ги читам вака коментарите, за полесно да може да конверзираме. Се е малце спор. Ама тоа е. Ще се оправи. Иначе, не знам, кај некого прочитав денес дека инфлацијата во Бугарија денеска дошла до ниво како што било за времето на две червени. Значи, може и да се јавите на телефон на 071-258-487 тука и да се слушнеме, да си кажете што си имате да си кажете, пошто психоманија е наменета за обичниот народ, за обичните луѓе. Не во психоманија може да си го кажат своето мислење обичните луѓе. Аналитичари, политичари и така натака, во психоманија своето мислење може да го кажат само во коментар. Затоа што треба некогаш и народот да биде прашан. И народот да си го каже своето мислење. Не само онаја што викам, да разбија манипулацијата. Не само да слуша и да голта. Едноставно да збори. Тоа го пробувам цело време. Да збори, да кажува. Да не биде, ајде не зборам јас, да не бидам ја крив. Да не ме фатат назад, па после те гледаш психо како помине. Психо си помине онака како што психо сака. Баш ми е гајле мене дали ќе ми дадат работа во водовод, како што вика некој, јас сум бил љут затоа што не ме вработили во водовод,
Еве се имам прилика да се вработам во водовод, па не се вработам. Работам во телевизија Сонце како снимател. Од почит кон газдата, затоа што е човек кој што си ја сака државата и кој што фрла пари во бунар без дно. Работам во Инфомакс за да можам да зборам, за да можам да си го кажам своето мислење и за да можам да си го вреднувам образованието кое го стекнав, ајде да не кажам во поодминати години, ама ете, ја завршив за новинар во 45 години. Така да, еве 6-та година како сум дипломиран новинар. Сега што да ви кажам друго? Ете и за Софијанова ви кажав преска, дека за да се осудува некој дека е криминалец, треба да се види што правил, како правил, зашто правил, дали правил, дали не правил, а потоа да се каже и да се покаже со прстове криминалец. Како јас што правам, некој што ми кажуваше, како се викаше Михајлов, ми се чини, во еден коментар ми пише дека сум ја бранал, јас не сум зборал за Софијанова, само малце сега ќе го најдам коментарот. Имав пишано пред еден ден вчера, дека не ли е малку чудно и симптоматично дека само ботовите на Христијан Мицковски толку жестоко ја напаѓаат доктор Софијанова. Значи, ботовите на Христијан Мицковски жестоко ја напаѓаат. Сега се јавија мои пријатели, кои што вика и јас ја напаѓам, ама не сум бот на Мицковски. Значи, не сите што ја напаѓаат. Најжестоки се ботовите на Мицковски. Пицан вика, психокучињата си лајат, ама затоа милиончињата си бројат. Абе, кучињата си лајат, они бројат милиончиња, ама знаеш како викаат. Како дошле парите, така идат. Ако се алал дојдени, алал и ти идат. Ама ако се арам дојдени, колку што може да се види кај сите со арам пари, Господ не им простува, за арам ги даваат. За здравие, за свеќи, за гробишта, за такви работи. Дејан Михаилов вика во вчерашниот пост Дејан Михаилов ми вика, значи тоа што било Словенија, тука пишува дежурство, ако е точно, значи он не е сигурен, е окей, според тебе. Окей, до негдека е окей, затоа што без разлика што била негдека. Затоа што има струки кои што не е битно дали се физички тука присутни. Може да завршат работата и да не се физички присутни. И да бидат на работа. Као што е војска, као што е полиција, као што е новинарство, као што е доктор. Иначе исто ти правиш како тие што ги пишуваш. Го напаѓаш по Мицковски, а никогаш по Данела, Софијанова, Стефчо,
за секој криминал си треба одговорност, па тогај ќе се оправиме. Да бе, брат, за секој криминал треба одговорност. Не само за криминал. За секоја постапка треба одговорност. Значи, буквално треба, секој еден треба да покрене одговорност. И исто, му одговорив и тогаш, дека јас дека не сум пишувал за Данела, за Стефчо, за Софијанова. За Софијанова тоа ми беше прво, а ова ми е второ сега спомнување на доктор Софијанова. За Данела зборев пред избори. Изборев и пишував дека ВМРО-ДПМН треба да се кандидира свој човек партиски од 70.000 членство или 35.000 членство само во Скопје, не може да нема соодветен стручен кадар за да може да биде кандидат на ВМРО-ДПМН. За да се подржи независен кандидат. Ќе донел повеќе гласови, па не сакам да ги лажам луѓето. Ја не се продавам. Јас нудам подобар живот. Јас зборам како ВМРО-ДПМН. Како ВМРО-ДПМН, како политичка партија, како политичка опција, како идеологија, нудиме подобар живот. И кажуваме, тој подобар живот е таков. Ако ни изгласате нас, ќе го направиме тоа. Независниот кандидат не е дел од нас. И тогаш беше психој лош. Психој идиот. Ние ќе поддржиме за повише гласови да добиеме. И ја кандидираше, до последно ја криеше Данела, дека ќе ја поддржи и кажуваше тогаш, тоа е хардкор жена. Нема да се покаете. Единствена, искрена и веродостојна работа што ја кажал Мицковски. Стварно е жената хардкор. И стварно, барем ја, не се каам што, иако не сум ја гласал, дека ВМРО-ДПМН ја поддржало за градоначалник. Жената искочи по-хардкор од многу мужи. Ама пишував, значи пред избори, не после избори, не сега. Пред избори пишував дека ако се поддржи независен кандидат, може да поминеме исто како со претходните двајца независни кандидати. Поточно, едниот независен, другиот коалиционен партнер. Ристо Пенов беше коалиционен партнер, а Трифун Костовски беше независен кандидат. Поддржан од ВМРО-ДПМН. Изгласан, хајчо. Кој ве тркала? Сега Данела пак, Арно, ама овој пут не е како Трифун кој ве шиша, ај чао, овој пут Христијан Мицковски вика кој те шиша. Ја те поддржав, ама сега кој те шиша. Па не се шиша фризер, вајда. Него кој го шиша сега. Сега, пошто не се игра, ај ќе ги повлечем директорите, она ќе правам зврчки зајванци, ќе правам сопки подметачини и на кого? На сам себе. Ти си ја поддржал, ти си ја изгласал, луѓето викаат ВМРО-ДПМН и што ако ти викаш сум сгрешил? Ако си сгрешил, поднеси оставка, бе, брат. Не, зашто да ти се прости? Зашто би ти се простило? За таква грешка, а си опоменувам предходно. Кажувано е да не правиш такви комбинаторики, да не го лажеш народ. Исто така, за Стефче, кога ја правеше Груевски коалицијата со Стефче со Гром, јас тогаш пишував.
дека Стефче бил Демократска партија, па Либерално-демократска партија, па СДС, па си направил своја партија и влезе у коалиција со ВМРО ДПМН. Ама, исто така, не беше грешка. Човекот стварно знае. Човекот стварно го бива. И човекот стварно е македонец. Човекот не вика, ќе го репреговара договорот. Не вика, ќе го раскине. Се осеќа и он понишен како други луѓе. И што има лошо во тоа? Што ако бил се тоа на што го направив претходно? Ама јас тогаш, прво, значи пред да се направи коалицијата, зборев. Од кога се направи коалицијата, зашто би зборел тогаш? Сега од кога се растури, па зашто па сега да зборам? Што да кажам сега за човекот? Исто како со СДС, така со ВМРО. Настапи сам у Карпуш. И сам победи. У втор круг ВМРО го гласал. Па што ако го гласал у втор круг ВМРО? И не само ВМРО, и некој други го гласале у втор круг. Да го поддржеше ВМРО у прв круг, место доктор Зафировски, кој што е стварно исто добар човек, со гласовите што ги доби доктор Зафировски и гласовите на Стефчо, во прв круг ќе беше добиен Карпош. А Карпош како населба, како општина, значи тоа е единствена општина, ја верувам, у државава, која што никогаш не била ВМРО-ска. Во која што луѓето никогаш не едноставно немаа добро мислење за ВМРО ДПМН. Подлегнуваат на пропаганда, како да објаснам. И само со Стефче ВМРО беше власт во Карпуш толку време. И сега, без разлика што се они скарани. И која прави обструкцијата? Место Стефче да прави обструкција во Карпуш, пошто нели се скарале со ВМРО, обструкција му прави ВМРО. Нели е малце нелогично? Млади за Македонија има пишено на Фейсбук, ја што би рекол од нивна уста во Божи уши, вика пред 9 часа Никола Марковски ми ја испратил пораката, вика само што добивме повик Северна падна, на вистина падна. Ова е триумфална и блескава победа за Македонија. Ќе известиме јавноста за сите детали, штом ќе ги имаме сите документи во раце. Значи, млади за Македонија, од ваша уста у Божи уши, вадете ги документите побрзо. Ако ви треба помош да собирате документи, кажете и јас ќе се вклучам. Веднаш. Значи, ете да проследам и јас информацијата, дека уште некои документи им фалат на дечкиве, за да можат да обзнанат. Значи, млади за Македонија е фан страната. Тоа беа добри дечки, се бореа, ама одеднашка некако се повлекоали, се смириали. Нешто направија, се изгубија на време. Така да се вратам овдека да видам во коментарите уште нема никој. Дај ми зазвони телефонот. Едноставно се страшите.
Што да ви кажам друго? Изгледајте емисијава, ако не уште еднаш, од почеток, за да може да ги чуете 10 психолошки стратегии за манипулирање со широките народни маси. Ако сакате, еве за крај, без да ги објаснувам, да ви ги прочитам или нема да ви ги прочитам, ќе ги објавам како статус. За секој да може да си ги ископира, прочита, симне, види, да си ги има како документи. Би ги поздравил луѓево што коментираа, Ѓоко Трајков, Дејан Соколовски, Горан Јакимов, Игор Петковски, Васко Македонски Митевски, и тоа на моја сметка е шалата, вика не е стар, само така изгледа, помлад е и од мене. Да, вака со бела брада, изгледам многу постаро, иначе имам само 51 година. Точно пола век. Блаже Ѓоргиевски, Ана Бобинкова, Милан Миндушев, Дејан Светислав Дојовски, Сашо Мишковски и Маријан Марковски. Пицан. Значи, ви благодарам што искоментиравте, што се вклучивте колку толку во емисијава. Го поздравувам и Касапот од Малта, пошто ми е редовен гледач. Ја поздравувам и Жанета, ми се чини дека се викаше. Пошто и она ми е многу голем поддржувач и гледач од Прилеп Женичката. Ристо Трајков, Атанасов Благој, фала што Вики Китанчева исто би ја поздравил, фала што ме гледавте. Бидете ми поздравени. Да е жива и Македонија, да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Лека ноќ и пријатно. Овие 10 психолошки стратегии ќе ги објавам сабајлечки за да имате утре што да читате. Лека ноќ и пријатно.